Во пресред на утрешниот празник успение на Пресвета Богородица во манастирскиот комплекс во Лешок, верниците и посетителите и оваа година ќе ја видат истата слика. Иако се изготвени проекти за реставрација на манастирската црква и конакот, тие не се ниту чепнати. Храмот Света Богородица, еден од ретките по својата архитектура и фрескоживопис, на повеќе места прокиснува, а фреските се ронат. Во лоша состојба се наоѓа и конакот. Од Тетовското архиерейско наместништво велат дека немаат право на никаква интервенција, затоа што и двата објекти се заштитени со закон. Досега од Министерството за култура добивале само ветувања дека ќе се започне со реализација на проектите. Уште пред 2-3 години е разговарано и се припремени потребните документи, но досега не е се уште ништо почнато. Црквата Успение на Пресвета Богородица е потребно како да се зајакне зградата, нели? Покривот и останатите сегменти, бидејќи процедуваше известно време, па мораше да биде покривана со најлон и така натаму. Треба да се конзервираат иконите и исто тоа е нешто што треба да го направи Заводот за заштита на културни споменици. Во април година во Министерството за култура рекоа дека двата проекти за реставрација на конакот и манастирската црква ќе се реализираат во наредните неколку години, а градежни зафати се планираат и годинава. Во таа насока, за тековната 2019 година, планирано е превентивно да се интервенира на санирањето на покривите од камени плочи на трите фасади на црквата. Тоа подразбира поставување на времен покрив заради обезбедување на соодветни услови за изведба на конзерваторските зафати на архитектурата и живописот. Но досега не се изведени никакви активности на двата објекти. На забот на времето оставени црквата Свети Атанасий над патот кон село Брезно, која исто така заштитена со закон и е во состав на Лешочкиот манастир. Зидовите се рунирани, подот речисти го нема, а внатре нема никакво црковно обележје.